Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Вашиот пратеник. Во Собраниското ТВ студио денеска гостинка е пратеничката Јована Тренчевска. Пратеничке, добре дојдовте во нашата емисија. Благодарам на поканата. По професија сте магистер по социолошки науки. Вие сте активна на политичката сцена и како пратеник во овој мандат, предходно и како министерка. Кога социологијата стана ваш избор, дали некогаш верувавте дека тоа ќе биде и вашата идна професија и дали мислевте дека токму тоа ќе биде како магистер по социологија ќе се најдете токму во тој ресор, на одлучувачка функција и ќе влезете во политиката? Од секогаш знаев дека ќе работам на заштита на човековите права. Од мала сум била борец сум по природа, истрајна и искрена по карактер и социјалдемократ по убедување. И од секогаш знаев дека ќе работам работа со која што ќе ги заштитам правата на граѓаните. Кога се запишав на социологија, всушност, од мене се очекуваше да се запишам на правен факултет. Во средно насочено, јас сум од генерациите во претходниот систем, средно насочено правен техничар, имам сестра близначка, заедно бевме во средно училиште, во исти клас. Таа отиде на правен факултет и од мене се очекуваше на правен факултет. Јас ја избрав социологијата и благодарна сум и знам дека тоа ми е правата одлука во тоа време, затоа што социологијата ми даде друга перспектива и друг поглед во животот, ми ја прошири перцепцијата, ме направи аналитична и праведна. Да ме направи човек кој што ќе се бори преку стекнатото знаење, преку инвестирањето во дополнително знаење, да се борам за правата на граѓаните. По одреден период, посебен фокус ставив на жените, правата на жените и на најранливата категорија на граѓани во општеството. Така да, поточно, дека ќе бидам дел од министерството, некако природно се наметна од крајот на 1999 до 2003 бе во една програма која се спроведуваше во државата преку Македонскиот центар за меѓународна соработка и тогаш имавме комуникација со институциите и со тогашното оделение за унапредување на правата на жените, а сегашен сектор за еднакви можности. И природно, затоа што бев веќе вклучена во креирање на политики преку Македонскиот центар за меѓународна соработка, природно дојде да се вработам во Министерството најнапред на проект, а потоа и да добијам решение на неопределено време. И еве повеќе од 23-24 години сум таму и некако сето тоа ми исполнува. Во одредени моменти можеби вистината не е секогаш добро да се каже во јавност, но на крајот на денот сите ја почитуваат вистината и искрениот однос кон се во општеството. Ги спомнавме вашите карактерни особини од најмладите денови. Спомнавте за одлуката за да се донесе како ќе продолжите во кое образование. Социологијата и помошта на најранливите групи можеби е една од најблагородните професии, но ви интересираше ли политиката кога бевте средношколец? Средношколските денови и факултетот го поминав во време кога не беше повеќе партиски систем, значи во време на СФРЈ и тогаш имавме еднопартиски политички систем. Беше чест во тоа време да се биде член на комунистичката младина
на Југославија, на Македонија. И не секој имаше шанса да биде член, зависеше од успехот во училиштето, од активностите во училиштето. Политиката како она денес што го практикуваме, не. Меѓутоа, застапувањето на интересите на младите, сум била од секогаш, од дете сум била бунтовна и сум се борела за правата на луѓето околу мене. Израсната сум во семејство во кое што слободата се почитуваше. Од најмало па до најголемо. Израсна сум во семејство со 4 деца, 4 керки сме во фамилијата, и мајка ми и татко ми, и никогаш воспитана во духот на борбеност, на вложување во себе, дека знаењето е тоа што ти ги отвара вратите во иднината во животот, и воспитана сум секогаш да бидам искрена. Јас со близначката сме најмали, двете сестри се повозрасни од нас, поголеми од нас, така да и нивниот пример како одлични ученички, како активни во општеството, ни беше пример на нас најмалите, да и ние бидеме исти како нив и да секогаш и она што го правиме за добро на заедницата. Секогаш сме го гледале колективниот интерес, не индивидуалниот интерес. Спомнавме дел од тоа што е моје следно прашање. Од вашата биографија гледаме дека сте родени и пораснати во Струмица. Струмица важи за еден од најтоплите краеви во нашата држава, каде што се почитуваат традициите. Познати сте како место по Струмичкиот карневал, по празникот Тримери. Граѓаните и гледачите сигурно се сеќаваат на тие обичаи карневалски. Што најмногу влијаеше да се изградите во она што сте денес? Дали можеби тоа е местото на живење, културата на живење, од каде што потегнувате? Спомнавте дека сте семејство со 4 деца. Што најмногу влијаеше на тоа што сте денес? Дефинитивно семејството. Секако тука е и групата на врсници, другарите со кои што до ден не се дружам, и имавме надпревар еден со друг, не надпревар, сите да бидеме добри. Ке повторам, многу сум горда на семејството, многу сум горда на моите родители, затоа што ме воспитале во онака како што треба, во преку давање на слобода и не злоупотребување на таа слобода, демократија, да секогаш секој еден проблем се решава преку разговор, да ништо не криеме од дома, туку за секој проблем да се разговара, и секако кога се разговара на маса за проблемот се наоѓа решение. И дефинитивно инвестирањето во знаењето, потрагата по нови знаења, по нови предизвици во животот, те гради како човек. Сум воспитана во едно нормално македонско семејство кое што ја почитува традицијата, но гледа напред, преку традицијата кон иднината, не враќање кон минатото. Сето тоа, искуството од 5-6 години, јас никогаш не си ги кријам годините, искуството, животот од 5-6 години ме направило да тоа што сум јас денес. Колку е предизвик да сте жена во политика во денешно време? Тешко е да си жена во политиката во денешно време. И во последните повеќе од 20 години сум во политиката насочена токму кон подобрување на положбата на жената во политиката. Не е лесно, за жал се уште политиката е машка професија. Жените, иако не има во доволен број како членови, се уште на оние
позиции каде што се креираат политиките, каде што е одлучувањето, се во мал број. Благодарение на квотите ние има во парламентот и на тоа сум многу горда, затоа што сум била вклучена уште од 90-тите години во тоа да дојдеме до законско решение за квоти во изборниот законник. Меѓутоа во извршната власт не има многу малку. Како градоначалнички не има многу малку, а од друга страна се повеќе гледаме колку жените се на мета и на социјалните медиуми, во социјалните медиуми, тоа ширењето на говор на омраза, споредувањето. Ние ако сме никогаш не сме биле повеќе од 5 жени во извршната власт. Имаш 5 наспроти 23-4 мажи. Секој пат се гледат жените, не направиле како изгледале, ништо не направиле, не зборувале, а мажите не се перцепираат така. И тоа ги обесхрабрува младите жени да се вклучат во политиката. Ако ние не се избориме кои што сме веќе пратенички или сме биле функционерки, младите не можат сами да се изборат. И затоа сум фокусирана токму и на подобрување на положбата на жените од тој аспект, да младите се охрабрат, влезат во политиката, се стекнат сознаење, инвестираат во себе и кога ќе дојдат на одредена позиција да можат гласно да си го кажат својот став и да бидат гласни, меѓутоа да не заборават дека некои други жени се избориле таму да дојдат и да се борат за правата на жените. Членувате во неколку собраниски комисии, доста сте активна и гласна кога се работи за унапредување и заштита на најранливите и на женските права. Зашто најмногу дебатирате и зашто најмногу се залагате во вашите дискусии како член на овие собраниски комисии? Така, член сум на повеќе комисии, заменик во одредени комисии. Меѓутоа, постојната анкетна комисија за човекови права, таму сум член, комисијата за еднакви можности на жените и мажите член и во комисијата за социјална политика, демографија и млади член. И тоа се природно од моето искуство, животно и работно искуство, природно дојде таму да сум член за да можам да дискутирам и да можам да предлагам одредени решенија. Фокусот на моето делување овде во собранието се заштитата на човековите права, недискриминацијата, грижата за социјално ранливите категории на граѓаните, за работниците, работничките права и секако правата на жените. И во сите дискусии година и пол колку сум веќе пратеник во собранието, сите дискусии се токму насочени кон тоа. Не сакам да дискутирам за работи кои што не ми се блиски и сметам дека секој пратеник доаѓајќи со одредена професија и искуство овде треба да го даде максимумот токму во областа во која што најмногу ги знае работите. Тоа е за мене трудовото право, социјалната политика, младите, демографијата и секако човековите права и правата на жените. Петоците генерално се резервирани за средби на пратениците со граѓаните од нивната изборна единица. Верувам дека не само во петок, туку и многу почесто сте меѓу струмичани. Што најчесто споделуваат со вас? Какви барања, какви проблеми имаат граѓаните и гласачите? Не само во Струмица, јас сум избрана од 4-та изборна единица, значи во сите градови и сум во постојана комуникација со граѓани, буквално од сите населени места во 4-та изборна единица. Во Струмица, покрај Петоците, секогаш кога сум таму присутна, се среќавам со луѓе кои што имаат некаков проблем со институциите во системот, остварување на одредено право
или пак Струмица и тој цела четворка е земјоделски крај со земјоделците, со жените земјоделки за одредени, да споделам одредени информации со тоа што се случува во Министерството за земјоделие во делот на она што може тие како жени од рурални средини да го добијат како бенефици од државата. Секако тука се лицата со попреченост, кон кои што имам посебна чувствителност и посебен порив да направам уште повеќе од тоа што го направив како министерка и претходно како вработена во Министерството за социјална политика и граѓани кои што се соочуваат со проблеми од правото на работен однос, работнички права, дискриминација. Тоа се луѓето со кои што се среќавам и проблемите за кои што дискутираме, секако после ги барам решенијата преку системот во државата. Како пратеник во овој пратенички состав со мандат до 2028 година остануваат уште нешто помалку од 3 години. Кога би сакале да издвоите едно законско решение или една ваша заложба како пратеник по која граѓаните би ве памтеле, што би било тоа? Едно ќе ми биде тешко да изберам, меѓутоа ќе изберам 2 или 3 за кои што сум гласна и ќе бидам гласна и ќе се залагам. Тоа е подобар статус на лицата со попреченост, на родителите кои што имаат лице со попреченост, нивните барања за не само во делот на материјалните надоместоци, туку и во однос на останатите услуги, повеќе социјални услуги за овие граѓани, минималната плата, правата на работниците на достоинствен живот, покачување не секогаш законот ја дава методологијата, но во услови кога имаме инфлација поголема и такви ценовни шокови, државата мора да имаме политичка интервенција, покачувањето на минималната плата и на останатите плати исто ќе биде од тоа кое што и следниот период за кое што ќе зборувам, и секако правата на жените да се избориме за измени во изборниот законник, за да можеме да ги видиме жените повеќе и како министерки, меѓутоа и како градоначалнички во локалните самоуправи. Бројот е мал, само што завршија изборите, видовме дека многу мал број на жени има, но сметам дека со законски измени можеме да го подобриме, затоа што секоја жените се покажуваат како подобри чувари на општината. Ви благодарам за овој наш разговор и ви благодарам што пред нашите гледачи се представивте во едно поинакво светло. Ви благодарам и вас на поканата и навистина ми беше задоволство и другата страна на Јована Тренчевска да ја видат не само како жена, функционер или политичар, туку и делот приватното да споделам со граѓаните.